Речиси 5 децении фестивалот Пеце Атанасовски успешно ги реализира своите темелни заложби, кои воедно беа и основна цел на неговите основачи, кога во далечната 1974 година го започна ова несекојдневно музичко патување кое прерасна во традиција. Зачувување, негување и пренесување на богатото национално изворно творештво на новите генерации. Ако главната задача на фестивалот, кој е единствен вид од ваков на Балканот, е да ги сочува од исчезнување древните вештини на свирачите и пеачите на изворните песни, тогаш годишната бројка на учесници покажува дека мисијата е успешна, а целта е постигната во целост. Во двата фестивалски дена, повеќе од 320 учесници од целата наша држава, од најмлади до најстари, ќе продефилираат овде на камената бина во Прилеп и на Рудина во Долнени. Неизмерно радува фактот дека од година во година бројот на млади луѓе кои покажуваат интерес за изворниот мелос рапидно се зголемува се повеќе и повеќе. Семинарите, симпозиумите и едукативните работилници кои стана составен дел на секое ново фестивалско издание во многу што придонесоа за доближување на изворната музика до младите генерации. Богатството на македонскиот фолклор е неизмерно и безценето. Затоа, организаторите, но и поддржувачите на фестивалот, Министерството за култура и општините Прилеп и Долнени имаат само еден аманет. Традицијата не смее да згасне. Пеце Атанасовски, Живко Фирфов, Илија Лашковски, заедно уште неколкумина ентузијасти и љубеници во изворната македонска музика, се главните, така речи, виновници, што денеска и утре во Прилеп и Долнени ќе ечат звуците на тапанот и гајдата, што ќе звони гласот на народните пеачи, што ќе се тресе земјата под нозете на играорците. Но врската на сите нас, како поединци или институции, е максимално да се вложиме и да го дадеме својот придонес во продолжувањето на традицијата и во зачувувањето на препознатливата македонска песна, на автентичното македонско оро. Фестивалот на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски зрачи со духот на нашата богата фолклорна традиција. Верувам и искрено се надевам дека следното фестивалско издание повторно ќе биде од меѓународен карактер, што само ќе ја збогати дводневната фестивалска понуда во интерес на љубителите на изворниот мелос од балканските простори. Она што оваа прилика посебно сакам да го потенцирам е дека годинашното 47 поред издание на фестивалот е значајно уште по нешто, а тоа е дека после пауза од 25 години ќе имаме ретка можност да го чуеме оригиналниот звук и писокот на гајдата на магот на изворната народна музика Пеце Атанасовски, кој пред 2,5 децении го напушти овој свет. Тоа ќе биде, ќе се согласите вие сите со мене, привилегија за сите нас овде присутните. Почитувани, се убеденост дека престоите уште едно успешно издание на фестивалот на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски. Сцената ќе ме препуштиме на народните уметници, кои со нетрпение чекаат да го прикажат својот начин на музицирање и интерпретација на нашата пребогата изворна музичка традиција. Да ја сакаш татковината значи дека вложуваш во јазикот, културата, во традицијата. Таков беше нашиот Златко.
Златко Лашковски. Беше дете кога стана дел од фестивалот. Љубовта спрема народното творештво што му ја пренесоа татко му Илија Лашковски и неговиот чичко Пеце не избледе со децении. Остана влюбеник во изворната песна, во инструментите, до крајот на својот, за жал на сите нас, краток живот. Ги сакаше музиката, пишаниот збор, ама не по задача, туку од срце, со целата душа. Малку ми не знаат дека Златко пишуваше песни, кои се надевам дека наскоро ќе бидат објавени.